Секојдневно се соочува човек што е соепи, значи со недостиг на лекарства, ги нема секогаш и во секој момент, зашто денеска наместо да биде по зголемени, котата да биде зголемена, таа е намалена за таквите лица. А секогаш треба да има во изобилие, мислам да нема недостиг на тие лекови, без разлика за кој лек се работи. Дали левитрацетам или карбамазепин или било кој друг лек за епилепсија, човек како се соочува, само тие што се соочува, си знае како му е душата и на каков начин иде до сите тие три потврди што мора да ги собират лично од аптеките, па за да ги достава, да ги комплетира во Фондот за здравство, па тек после по неколку време да му ги рефундира Фондот за здравство. Ова е преголем срам за здравството и за Фондот за здравство. Што бараме? Да се среди здравствениот систем како што треба. Јас сами не барам и лично и парче леп за да може човек да си ги снапти редовните лекови. Ништо друго не барам. Без работа нема ни парче леп, ни лек, својот лек да може редовно да си го набавува. Според Светската здравствена организација, во прилеп доколку ги премениме нивните епидемиолошки статистики, би требало да има нешто повеќе од 800 лица со епилепсија, но факт е дека овие лица поради стигмата и дискриминацијата се кријат и не го кажуваат. Значи, години наназад, ние веќе 5-та година постоиме, се соочуваме со истиот проблем. Веќе прифаќањето на општеството и на институциите полека го добиваме, но кочницата ни се самите лица кои што јавно не сакаат да проговорат за својата состојба, што пак ни ја отежнува дополнително нашата работа. Пред се големата стигма и дискриминацијата. Можам јас да кажам дека повеќе социјален отколку медицински проблем, заради што медицината е дотолку напредна, па поголем дел, односно кај 80% од лицата епилепсијата може да биде ставена под контрола или па дури и да се излекува. Но фактот дека, како што кажав, дискриминирани се овие лица, не се кажуваат јавно, па дури и излекуваните лица. Ние имаме, значи познавам јас лица кои што имале во детството епилепсија, сега се нормални, здрави луѓе, водат нормален активен живот, но за жал не сакаат јавно да проговорат. Токму таа стигмата, значи не можат да се вработат, не можат да основаат семејство, имаме ние случаи на распаднати врски, распаднати бракови токму поради појавата на епилепсија кај еден од брачните другари. Значи години наназад се соочуваат овие лица со тој проблем. Институциите делумно можам да кажам ги прифаќаат, но во голема мера не, заради што и самите работодавци не ги прифаќаат овие лица и не можат значи да остварат основно екзистенционално право, но од друга страна па државата не ги згрижува по основ на да речем лица со хендикеп и тука е тој јасен се јавува една да речем дилема која што дали лицата се или не се хендикепирани. Во голема мера значи и ние како организација се залагаме дека овие лица не се хендикепирани, односно може да бидат продуктивни и самите лица се чувствуваат така и така треба да бидат прифатени. Генерално наше мислење е дека лицата со епилепсија, односно сите лица со епилепсија се ставени во ист кош. Тоа значи дека и лице кое што имало еден напад во текот на животот и лице кое што има секојдневни напади се ставени во ист кош. Тоа не може да биде ни одблиску така. Има повеќе од 40 видови на различни епилепсии и не може да бидат класифицирани како едно исто. Има лица значи на кои што им е потребна секојдневна грижа, тие лица се оние лица кои што би биле хендикепирани, останатите лица кои што во некој дел од животот имале епилепсија и сега се веќе излекувани или под нападите ги ставиле под контрола, тие се оние лица кои што заслужуваат нормален начин на живот како и сите останати здрави луѓе. Измена на законот значи или дополнување значи на законот за инвалидни лица, што мислам дека ќе води во прилог на овие лица, односно лицата кои што заслужуваат да бидат третирани како хендикепирани да бидат и оние лица кои што не заслужуваат да не бидат. Денес е светскиот ден на епилепсијата. Учесниците од нашиот град од ова здружение Епилепсија Македонија организираат еден настан, една акција денес, а различни асепакисти, тоа е нивното мото. И јас како градоначалник и општина Прилеп даваме максимална поддршка на се тоа што го прави ова здружение. Сакаме системот да биде успешен со тоа што тие ќе се вклопат во нашиот систем. Може да ја подобриме инклузивноста на овие луѓе, вклопувањето во сите пори на нашиот систем. Исто така треба да ја стопираме
дискриминацијата што некогаш многу често се врши према овие луѓе. Понатаму се надевам дека и државата и ние како општина ќе се залагаме да се реши социјалниот статус на овие лица. И мислам дека во иднина треба како општество да се залагаме овие лица да се вкопат комплетно во нашиот систем и да нема никаква дискриминација во понатамошните. Јас секогаш ги поддржувам овие лица затоа што се вистински исти и не се различни од другите. И никогаш не смееме да дозволиме да биде понатаму така.